На кожата на човекот се среќаваат повеќе од десетина бинки, а дел од нив знаат да бидат и проблематични, односно да предизвикаат одредени здравствени компликации. Со оглед на тоа што месец мај е месецот на меланома или борба против ракот на кожата, денешнава телма амбуланта ќе ја посветиме токму на оваа здравствена проблематика. За тоа какви бинки постојат, кои се атипични или какви се оние типичните, како доаѓа до нивна трансформација и какви здравствени проблеми може да предизвикаат кај човекот. Денеска зборуваме со доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдов. Ке се согласите дека зборуваме на една особено интересна тема овој период, тема која што ги засегнува голем дел од луѓето, а може би информираноста кај нас и не е на така завидно ниво. Изминатиот период, поточно во саботата, во Аџи Бадем Систина имаше бесплатни прегледи токму за оваа проблематика, па кажете ни како проидовте. Каков беше интересот? Интересот беше голем. Имаше голем број на луѓе, на пациенти кои се обратија, кои искористија можноста за бесплатни прегледи. Мислам дека онолку што можевме во текот на денот, некаде практично во 2 смени успеавме да опфатиме што е можно поголем број на пациенти. Ние традиционално тоа го правиме во болницата секоја година во мај месец. Еден ден го посветуваме на борбата против рак на кожа, особено против меланомот. Се вклучуваме во кампањата која и на национално ниво оди за борба против меланомот, меѓутоа и во јуромеланома, во кампањата која оди во цела Европа во мај месец. Мислам дека и на задоволство на пациентите, меѓутоа и ние сме задоволни што успеавме да им помогнеме на некои луѓе, да детектираме некои, да откриеме некои сомнителни бенки, да им препорачаме што треба да прават во следниот период, некои да ги отстранат, некои поинаку да постапуваат, но во суштина тоа е една тема која за жал, заради се по-драматичниот ефект на сонцето и неговото влијание врз кожата е се поприсутно. Што вели вашето искуство низ годините наназад? Каква е свеста на нашиот народ во врска со третирањето или оние прегледи кои што треба да се прават барем еднаш годишно во врска со бемките, затоа што нели голем дел од нив и во голем дел од случаите кај луѓето може да предизвикаат одредени дури тешки нели здравствени состојби? Каква е свеста на нашиот народ? За среќа, се почесто и почесто луѓето се решаваат да дојдат на преглед. И тоа е многу добро, тоа е многу важно. Основна работа е здравствената култура, а кожата има една предност која нема другите органи, можност сами да се прегледат. Значи, вие не можете сами на себе, нити па некој било кој од нас може да направи ендоскопија, меѓутоа може сам на себе да си ја прегледа кожата. И тоа е предноста на кожата, заради тоа луѓето се почесто обрнуваат внимание на тоа и се почесто се јавуваат на доктор. Здравствената култура во однос на тоа се оди во нагорно ниво и мислам дека голем дел и од зголемената инциденца или честота на откривањето на одредени тумори на кожата не се должи само на зголеменото влијание на надворешната средина и зголемената инциденца воопшто на карциномите, на меланомот, што кореспондира со светските искуства, туку и на зголемената здравствена култура, што значи тоа постоело и претходно, меѓутоа поради ниското ниво на здравствена култура голем дел од луѓето го занемарувале, за дел воопшто не се ни дознавало. Сега, за среќа, се почесто луѓето се прегледуваат и како што вие кажавте, еднаш годишно е сосема доволно и тоа е добро. Да ги поканиме и нашите гледачи кои што не следат да се приклучат на денешната тема промена на бенки и појава на карцином на кожа. 02 за сите кои што сте нели надвор од Скопје, 3076 677 е нашиот телефонски број, па повелете да се приклучите во разговорот со доктор Андреј Петров. Додека очекуваме да ни се вклучи некој, да кажеме што се всушност бенките. Бенките се или невуси, како што ние ги стручно нарекуваме, медицински. Тоа се промени на кожата, тоа се израстоци на кожата, кои потекнуваат од пигментните клетки, од меланоцитите. И заради тоа ги има секој човек. Нема човек кој не е подложен да има, некој има помалку, некој има повеќе на кожата, меѓутоа во суштина сите ги имаме. Тие се безопасни, во најголем дел се бенигни.
Меѓутоа, некои од нив со текот на времето можат да покажат трансформација. И заради тоа треба да се јавуваат луѓето на преглед за да се открие евентуалната трансформација што имаме кај некои од тие невуси, особено имајќи во предвид дека дел од нив може да се трансформираат во меланом, кој е најмалигни тумор на кожата. А и докажано е во последниве години дека е зголемен бројот на пациенти со карцином на кожа, една од причините е всушност и нередовното следење на бенки. Ќе продолжиме, имаме гледач. Добро утро. Добро утро. Со кого разговараме? Со Сузана. Сузана, повелете со вашето прашање. Се надевам дека имате нели прашање за денешната тема. Така, поздрав прво до вас и до докторот. Ви благодарам. Вака, кирка ми има 23 години. Добро. И како мала се појави бемка на дустата. И после се прошируваат многу бемки низ целото тело, помали и поголеми. Дали ме интересира дали постои вирусна бемка? Ако е тоа се, ви благодарам за интересот и за тоа што одбравте да не следите ова утро. Вирусна бемка тоа е сега една кованица која вие сте или некој ви ја кажал или можеби сте ја чуле. Значи во суштина постојат вирусни израстоци кои за некои луѓе сметаат дека се бенки. Тоа не се бенки, тоа се одредени израстоци на кожата, обично се од ХПВ вирусни израстоци на кожата, кои некои луѓе ги нарекуваат бенки, не се тоа бенки. Тоа се едни бенигни израстоци, бенигни тумори на кожата кои лесно се отстрануваат, кои никогаш не може да малигнизираат. Тоа е сосема друга работа. Локализирани се претежно во кожните фалти или набори и многу едноставно се утврдуваат. За нив дури не е ни потребна дермоскопија, во ретки случаи може да направат да кажам диагностичка потешкотија, инаку многу лесно се утврдуваат со клинички преглед и се решаваат едноставно тие вирусни израстоци, ние ги решаваме или со Не се опасни по здравјето. Не, со радиобранова хирургија ги отстрануваме или со ласер или со некој друг метод, така да тоа е нешто што воопшто не е опасно по здравјето. Постојат нели атипични бенки кои што убаво би било да кажеме како полесно луѓето да ги препознаат, односно каква трансформација на бенките треба да представува аларм за луѓето за да посетат дерматолог. Има едно едноставно правило, тоа се нарекува ABCD правило, кое представува практично почетни букви акроними од англиските термини и тоа во превод би значило вака: секоја бенка која покажува разлика во големината, која покажува разлика во бојата, која почнува да покажува разлика во однос на границите, која го зголемува диаметарот, која со еден збор е нешто поразлично од тоа што било во претходниот период, од тоа што е вообичаено, заслужува да биде прегледана. И тоа многу едноставно може да се спроведе и тоа е правило за само преглед. Значи, секоја бемка што ја нарушува симетријата, границите, бојата и се зголемува, некој што и крвари, треба да биде подложена на преглед. Тоа е нешто што сите гледачи ваши, меѓутоа и сите пациенти секаде кај што да го зборуваме, основно правило на само преглед. Тоа е доволен сигнал за да се дојде на преглед на дерматолог. Таму се прави по протоколите прво клинички преглед, а потоа и дермоскопија на одредени промени, значи со еден апарат со големо зголемување. Ние работиме кај нас во Систина, во Аџибадем Систина со Молмак, со дигитален дермоскоп, кој има можност и да ги мапира кај се наоѓаат на телото, значи точно ја позиционира бенката на телото и дигитално ја архивира. Така да следниот пат за година дена или за 6 месеци ако имаме. Веќе имате. Значи веќе ја имаме и точно знаеме за која бемка се работи. Тоа е особено згодно за оние луѓе кои имаат поголем број на пигментни промени на бенки на невуси по телото, што е различно од оние стари методи каде што со рачен дермоскоп се прегледувале, па кога ќе дојде следниот пат пациентот, ако има, не знам, 50 или 100 невуси, не можете понекогаш и да се ориентирате кој е тој точно што сте го гледале. Тоа е предноста на оваа нова технологија која постои и секоја промена која би ја регистрирале дермоскопски. Таму има своји критериуми, индикатори, може да биде основа да препорачаме да се отстрани. Хируршки да се отстрани таа бемка во здраво, при тоа граѓаните треба да знаат, тоа е најважно во суштина дека самата хируршка интервенција не може да им направи никаков проблем.
дека отстранувањето на бенката не може да доведе до нешто лошо, дека народното верување не го рачкај да нешто ти се случи е погрешно и дека ако тоа му го кажала некоја тетка или некој роднина во семејството за некој кој му се случило нешто лошо што отишол на доктор извадил некоја бенка, веројатно се работи за случај кој отишол предоцна. Заради тоа, пред да биде предоцна, подобро е да се јави на време. Кога веќе го споменав тоа со народното верување, има некој страв кај македонската популација во врска со бенките. Оправдан ли е тој страв за да ним се случи нешто и така натака? Што би кажале вие од вашето искуство во врска со тоа? Не, тоа е не само во Македонија, тоа е на Балканот едно расширено мислење во однос на сето тоа. Тоа не е оправдан страв, тоа е нешто што е погрешно. Се работи за всушност една како да кажам догма која е расширена. Самата механичка интервенција врз бенката, самото отстранување не може да го трансформира нешто што е бенигно во малигно. Има протоколи на Американската асоциација за третман на канцер, каде што бенките се биопсираат. Јас исто така дел што ми се сомнителни ги биопсирам. Значи тие што се поголеми, што не може да се извадат во целина. Така тоа верување е погрешно и затоа треба што е можно почесто да се консултира доктор и да се спроведуваат препораките од докторите. Да го слушнаме нашиот следен гледач. Добро утро. Добар ден. Добар ден. Се јавам во провинција, имам 68 години. Вака, сега сакам да го прашам докторот, нешто рекламира на телевизија, Herba Clear, така мислам. Добра. Познато ви е? Не, во што е прашањето, кажете, ако... Купам 1400 денари, а инвалидска пензија имам. Само да ве прашам, дали прашањето има некаква врска, дали Има многу бенки по конотација со темата? Дали може да ги отстрани? Значи, по она што сакам да ви кажам е дека постојат различни препарати кои на пазарот се рекламираат. Не би навлегувал јас тука во работа која е работа на маркетинг агенциите, значи на оние кои тоа го прават. Во суштина, медицината не има своји правила и затоа треба да се користат правилата на медицината. Отстранување на пигментација која е од невусно потекло, која е еден вид на бенигни израсток на кожата, може да биде спроведена само со медицински процедури. По тоа се подразбираат и одредени хемиски агенции и средства, меѓутоа без да знаеме точно за каков состав се работи и за што се работи, не би можел да дадам коментар. Најдобриот начин за превенција на целата таа работа е заштита од сонце, заштитни фактори за сонце и исто така да се јават редовно на доктор да дел од тие што се сомнителни бенки се отстранат преку одредени медицински процедури кои се спроведуваат. Тоа може да биде, значи, и зависно за што се работи повторно, и хирургија, и радиобранова хирургија, и ласерска хирургија, може да биде примена на одредени хемиски средства, смрзнување со азот. Меѓутоа, повторувам, голем број на пигментни промени се различни. За некои од нив, самата заштита од сонце доведува до повлекување на пигментациите. Да речеме, оние флеки од сонце, оние сончеви пеги или сенилни пеги, самата употреба на заштитен фактор во неколку години доведува до повлекување на голем дел од тие промени. Самите од себе, бидејќи сонцето го индуцира создавањето на меланин во клетките и така се јавуваат тие флеки. Меѓутоа бенка која е еден вроден тип на промена, конгенитална, еден вид на бенигни израсток тумор на кожата, бенигни, не може да биде отстранета туку така со мачкање на одредени кремови, тоа е погрешно верување. Сепак апелираме дека редовните прегледи се она кое што треба да го практикувате. Споменав и јас и докторот, барем еднаш во годината би било сосема доволно за да можете навремено да откриете одредени промени. Да го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ве поздравувам на вас и докторот и сакам да прашам. Имам псоријаза на дланките и на ногата одоздолу на табаните. Дали е тоа рак? Не, тоа не е рак. Псоријазата е хронична воспалителна болест на кожата, воопшто не е рак.
Не се работи за малигна болест, значи се работи за нешто што е долготрајно, што понекогаш знае да се повторува доста често, меѓутоа не се работи за малигно заболување. Има начини како се третира. Треба претходно да се докаже дека е псоријаза, тоа се прави со хистолошки преглед на материјал земен од кожата, кај што има специфични знаци за псоријаза кои овозможуваат да се постави дијагноза. Ако таква дијагноза се постави, тоа прави можност да се таа третира. Може успешно да се третира, може долги години да не се појави, меѓутоа нема правило околу тоа дали и колку често таа ќе се повторува. Псоријазата не можеме да ја излекуваме еднаш за секогаш, меѓутоа можеме успешно да ја лекуваме, така да треба вашата гледачка да побара сугестија од контрола кај доктор дерматолог. Добро, ова беше и надвор од денешната тема, но јас би ги советувала сите следни гледачи да имаат конкретни прашања за она што ние одлучивме да биде денешна тема. Добро утро за следниот. Ве слушаме, во програма сте, повелете со вашето прашање до доктор Петров. Имам едно прашање. Вака, докторе, пред половина година вадев една бемка на грбот, горниот дел од грбот. Не беше ризична, страшна, туку проблематична, мислам, многу ми сметаше, вака голема беше. Ја острани во патолошкиот текст, покажа дека се е добро, и само што не ми е споена кожичката. И сега прашањето му е следно, дали тоа ќе прави проблеми на сонце, хирушкиот тафа, значи не е споен, имам така малку длабнатина, и сега докторката во Куманово ми рече кога тогаш тоа ќе прави проблеми и пак ќе треба некоја интервенција. А колка временски период е поминато од интервенцијата? Па поминато е половина година, да. Добро. Ви благодарам. Да, благодарам за прашањето. Во суштина не би требало да прави проблем. Значи во суштина нешто што е одстрането во здраво, а плюс имаме и наод хистолошки дека е бенигно, дека е безопасно, нема зошто да прави проблем. Зборам од здравствен аспект. Другиот проблем е ако вие ме прашувате дали резот, дали хируршкиот рез ќе заздрави, тој би требало да заздрави, тоа зависи како е направено сега. Тука не можем да коментирам, меѓутоа самиот рез нормално дека ќе се познава, не може воопшто да не се познава, секаде кај што има сечење на кожа, кај што има конец, мора да се познава. Тоа е нешто што и во идеални услови да се направи на идеални места, на идеални клиники повторно ќе се познава, меѓутоа од здравствен аспект не би требало да имате никаков проблем. Сега зависи, има луѓе кои различно реагираат и на хируршка интервенција, некои реагираат со келоидни, со големи лузни, меѓутоа по вашиот опис не се работи за тоа во случајот, се работи за успорено заздравување на таа рана, и тука тоа треба да се изфорсира со одредени препарати кои постојат за побрза епителизација и заздравување на раната различни. Би представувало ли тоа проблем за сега во летниот период? Не. Нема да имате проблем од тој тип или пак сонцето да влие, значи на не знам што да се јави таму, да некаква компликација. Тоа е место кое треба да заздрави само. Добро. Да го вклучиме и следниот. Добро утро или добар ден. Ве слушаме. Во програма сте, повелете со вашето прашање, ќе бидеме трпеливи. Добар ден. Добар ден. Извинувам да прашам, може би не е во врска со темата, меѓутоа дали габичното оболување на ногти е излечиво? И се лечи вашата амбуланта. Добро, јас ви благодарам, но ќе ве замолам и те за воиднина сите следни гледачи да имаат конкретни прашања на темата, а за вакви други прашања се разбира воиднина ќе имаме и теми соодветни. Излечиво е габичното заболување на ногти. Самиот факт дека се работи за габична инфекција, секоја инфекција на соодветен начин може да се излекува. Понекогаш е таа тврдокорна и потешко се излекува, меѓутоа се излекува. Прво треба да се докажува со микроскопско испитување на земање малку материјал од ноктот, понекогаш и со засадување на култура, а ноктот е работа која треба да се третира со таблети, бидејќи со обични кремови или лакови кои се продаваат нема да помине. Има одредени средства, меѓутоа нема да помине. Промена на бинките и појава на карцином на кожата е нашата денешна тема. 3076-677, префиксот 02 за сите надвор од Скопје. Да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Имам израсток на окото на долниот капак. Добро. Што е
процедурата понатака хируршки, со крема, Станува збор за бенка или некаков друг израсток? израсток, да, како кеса, знаеш. Добро. Сега по научниот капак може да бидат повеќе работи, доколку се работи за обичен вирусен израсток или некој од тие бенигни пролиферации на меко ткиво на кожата, може да си едноставно да се тргне. Ние во суштина најдобра метода според мене е со радиобранова хирургија тој да се исече. Доколку се работи за израсток кој е резултат на карцином на кожа, што може да биде случај, особено бидејќи лицето е експониран дел на сонце и често пати се јавуваат базоцелуларни, планоцелуларни карциноми, треба прво да се направи соодветно испитување, треба да се дојде на преглед, да се направи дермоскопија и врз база на тоа да ви се советува што е она што треба да се направи. Во секој случај не советувам да го оставите тоа така и да не преземате ништо. Значи може да е обична банална работа, може да не е банална работа. Во секој случај навременото доаѓање на доктор го решава проблемот. Во текот на животот постојано кај луѓето се појавуваат нови бенки. Кога и како резултат на што се појавуваат бенките? Најмногу како резултат на генетика. Ние сите имаме наследуваме, како што наследуваме, не знам, гени за бојата на очите или за типот на косата, наследуваме и за пигментациите кои се јавуваат бенки по кожата, невусите по кожата. И тоа е нешто што во текот на целиот живот трае. Често пати пациентите кога ќе дојдат велат, докторе, не ги имав кога бев дете или така натаму. Тие се но во текот на животот многу работи влијаат, нели? Да, се јавуваат во текот на целиот живот и најчесто се генетски детерминирани. Нормално во текот на животот на дел од промените на кожата влијаат и одредени фактори, на пример хормоналните влијанија. Често пати жените после бременност или во тек на користење на хормонална терапија велат, па имам некои нови израстоци или тој што го имам порасна повеќе од тоа што бил претходно. Сето тоа е поради влијанието на хормоните кои како што влијаат на другите карактеристики на телото и растењето на другите органи, особено во бременоста, така влијаат и на растењето на овие промени на кожата. Сето тоа се работи кои може да се утврдат и да се даде соодветна препорака. Не се работи за нешто што е страшно. Во суштина треба да се свати дека нашата кожа не е поразлична од било кој друг, дека кај секој човек се јавуваат бенки и дека треба да се прегледаат, треба да се води редовна сметка, треба да се штитат од сонцето и тоа што е сомнително треба да се извади. Нашиот денешен апел е дека треба да се прават дерматолошки прегледи барем или минимално еднаш во годината. Да видиме кој е следниот гледач или со какво прашање ќе се приклучи во денешната тема. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Го поздравувам доктор Андреј Петров. Многу ми е мило што еве вака преку телевизија и да се видиме, уствари јас го гледам. Овде една гледачка ме интересира, ја под градите одев на терапија во војна болница со течен азот ми ги гореваат тие. Не се бемки, туку се некои како брадавици се. И исчезнава со тек на тоа течниот азот. После известно време, еве сега па ми се појавуваат под градите тие, како брадавички се, и ги мачкав со една маст, али многу ме чешат, многу ме сврбат, ме иритираат. Како понатака, дали ја употребував маста Белосалик. Да, знам. Сега, доктор Андреј, ако сакате да ми кажете што понатака оти ме нервира тоа, многу ме сврбат, што често се мијам и ајде и со сапун, ова е дове, мове. Да, ќе ви одговорам на прашањето. Веројатно се работи за некои банални промени, често се јавуваат под градите, вие кажувате брадавици, може да се тоа така наречени кератози од себороично потекло, бидејќи биле третирани со азот, понашто го кажувате со смрзнување, поминале, знаат понатаму повторно се јавуваат, треба да се третираат повторно. Криотерапијата или смрзнувањето со азот е една од можностите.
Оставаат после третманот, за жал, некои флеки или пигментации, обично помалку пигментирана е кожата на тој дел, меѓутоа тоа е нешто што со тек на времето поминува. Доколку се намножат многу подградите, доколку се некои вирусни брадавици, исто така треба да се тргнат заради тоа што се шират и прават дискомфорт кај жената, кај пациентот. Заради тоа ви советувам да повторно ги третирате. Мислам дека сосема на солиден начин тие работи може да се решат во војната болница и колешките кои таму работат може тоа да го решат адекватно. Добар ден за следниот, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да го прашам докторот. Сопругот е опериран пред прилика години и пол дена од бемка која што се наоѓаше на ногата, која што брзо растеше. На прегледот беше утврдено дека се работи за малигна бемка. Истиот беше опериран и хистопатолошкиот наод беше потврден дека се работи за карцином на кожата. Го молам докторот да ви каже дали постои можност за рецидив, пошто сопругот има и повеќе други бемки на грбот, и на колку време треба да извршиме преглед на истите за да утврдиме дека не е нешто посериозно повторно кај другите. Ви благодарам за прашањето. Благодарам. Ако се работи за карцином на кожа, ако точно кажете, ако е хистологијата карцином, тогаш не би требало да има проблем. Ако не е меланом, значи ако не е меланома малигнум диагнозата, бидејќи на тоа асоцира обично на бенки кои се промиле, меѓутоа можно е да тоа вие што го нарекувате бенка бил некој карцином на кожа кој е отстранет, со тоа што е отстранет би требало да во целост излекува на болест. Особено ако се работи за базоцелуларен карцином кој никогаш не метастазира оддалечено. Значи, он расте само локално, на некој начин ја буши кожата и ако долго време трае, може да направи локални дефекти, меѓутоа не дава метастази. Не се шири преку крвни садови, не се шири преку лимфни садови, не може да даде поголеми проблеми. Со операцијата би требало се да е завршено доколку се работи за базоцелуларен карцином на кожата. Нема потреба од некој дополнителен третман, не се прави таму хемотерапија, зрачење и така натаму. Се е направено како што треба доколку е изваден во здраво. Значи доколку рабовите на раната на операцијата се во здраво ткиво што се гледа на хистологија. На прашањето колку често зависи, сега не можеме, не знам кога е отстранета. На почетокот се сугерираат почести прегледи на 3 месеци, па на 6 месеци во тек на првата година, а потоа нормалното време на следење како и за секој друг пациент е некаде еднаш годишно, каде се прави дермоскопија. Кај пациенти кај кои се јавил еднаш базоцелуларен карцином на кожа има шанса да се појави на некое друго место. И тоа она што треба тие пациенти да сватат и тие луѓе сватат дека основна работа е заштита од сонце, бидејќи тука хроничното влијание на сонцето е многу битно, и она што исто така треба да се свати е дека со хируршката интервенција или со некоја друга процедура, бидејќи може да се третираат и на друг начин, со смрзнување, ако се плитки површни, со зрачење, ако се на некои непристапни локации, со меки рентген зраци и така натаму, тоа е нешто што може да успешно го санира целиот проблем и дека нема да имаат поголем здравствен проблем. Битно е редовно да се јавуваат на доктор. Доктор Петров, ајде малку да појасниме што представува меланомот всушност. Меланомот е најмалигни тумор и најчеста причина за смрт од кожните болести, а да речеме е најмалигни кожен тумор и кај најчеста да речеме причина за смрт кај во женската популација во третата деценија, тоа е апсолутно доминантен таму, иако просечно се јавува некаде после 50-та година во животот, во просек. Меланомот потекнува од пигментни клетки, значи потекнува од клетките кои се нарекуваат меланоцити, и со текот на времето тој, како и сите малигни тумори, покажува тенденција за раст, метастазира, се шири брзо низ внатрешните органи, доста е подмолен, значи не може да се почувствува, и затоа секоја промена на бенка која се јавува треба да се следи, бидејќи ние сме имале случаи, особено затоа ви кажам дека здравствената култура оди нагоре, ние имаме 4 до 5 случаи на меланома инситу, значи откриени во самиот почетен стадиум, кога уопште не, тоа зборам во
во периодот од овие година дена назад, кога воопшто не е почнато продирањето низ мембраната. Значи, човекот е тотално излекуван само со еден хируршки едноставен оперативен третман. Заради тоа треба да се пратат тие промени, да се следат, да се доаѓа на доктор, инаку меланомот не се лекува со зрачење, отпорен на зрачење. Хемотерапијата има одреден ограничен ефект и затоа е битно да се фати во почетните стадиуми на болеста. Ако е во понапреднатите стадиуми, шансите за преживување се многу помали. Со оглед на тоа што месец мај е месец на меланома или борба против рак на кожата, денешнава Телма амбуланта ја посветуваме токму на оваа здравствена тема со доктор Анде Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Аџи Бадем Систина, зборуваме на оваа тема. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Едно прашање до докторот во врска со хеликобактер. Ало? Да. Ве слушаме. Ве слушам, повелете. Не интересира, например, пиеме терапија, прво ланзул, лекокларк и оспамокс, па зашто се појавува повторно, се шират тие, како да ги речам, црвенилото се шири? Добро. Сега не знам зашто го примате, хеликобактер може да биде условно причинител на повеќе работи, иако моје мислење дека е предимензионирана улогата на сето тоа. Се дава таа тројна терапија со два антибиотици, со едно средство антиукусно или антацид од поновата генерација и со тек на време треба титарот на хеликобактер, на таа една бактерија која се наоѓа нормално, е присутна во желудникот, да биде намален во нормални граници. Меѓутоа тоа не може да настане веднаш, настанува некаде се советува после 6 месеци да се направи контролен титар и да се види дали се негативизирал титарот на хеликобактер пилори. Инаку не мислам дека тоа е единствената причина за многу работи како што некои од докторите советуваат, така да веројатно треба да се бара и можност некој друг причинител да биде за алергијата или не знам, розацијата на лицето или што и да е тоа за што вие ја пиете терапија. Вака е доста широко, меѓутоа добро е што сте ја пиеле терапијата, треба да се контролира титарот, но тоа не значи дека тоа е главната причина за проблемот што го имате. Се надам дека нашата гледачка е задоволна со одговорот. Добар ден за следниот. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Кај синот на 3 години, сега има 4, при дерматоскопија беше утврден хемангиом на десната нога на бутот. Е советувано понатаму, значи евентуално ако се интервенира, па докторот го прашувам дали препорачува да се отстрани сега или понатаму или евентуално друг некој вид на лечење за да се отстрани хемангиомот. Ви благодарам. Хемангиомите тоа се едни бенигни тумори кои се јавуваат често пати после раѓањето, знаат да се јават, имаат една карактеристика да спонтано се распаѓаат, сами од себе се повлекуваат. И заради тоа, веројатно и докторите ви советувале следење. Тоа е начинот на кој се постапува, бидејќи можат и самите од себе да се повлечат во најголем дел. Доколку гледате дека се намалува големината, дека се редуцира, дека тоа спонтано само од себе поминува, тогаш е доволно само редовно го контролирате и да го следите. Доколку расте, тогаш ви советувам да тоа хируршки се отстрани. Доколку стои така како што е стабилно во таа форма, може да се проба. Според мене најдобра можност е да се користење на локален пропранолол. Тоа е еден гел кој може во аптеките да се направи и кој може да се користи за намалување на големината на сосема е безбеден, може кај дечиња да се употребува, се дава и кај бебиња. Уште на самиот почеток, значи не е нешто што преку уста го внесува бебето, не е нешто што може да направи проблеми, може со апликацијата, со примената на тој гел неколку месеци да се намали целата големина на тој хемангиом што постои. Ако не поминува, ако и понатаму перзистира, треба да се дојде на доктор, во секој случај треба да се види и треба да се третира. Третманот може да биде со конвенционална хирургија, значи со отстранување, со оперирање, може да биде и со ласер. Ние ги дел на тие помали хемангиоми ги третираме кај нас во болницата со ендиак ласер, с кој има силен апсорбционен спектар за хемоглобинот, ласерската енергија, и на тој начин го уништува хемангиомот. Меѓутоа, најдобро е да дојдете да видиме за што се работи или да побарате консултација на доктор некаде таму каде што живеете.
Кои луѓе имаат повисок ризик од развој на овој вид на карциноми? Дали можеме да зборуваме за поделба на машка и женска популација во смисла на тоа кој страда повеќе? И зошто се вели дека ако некој има над 50 бенки, има светолтен, има светла коса, задолжително треба да посети лекар? Добро, тоа е, вие ги спомнавте делот оние ризик фактори, да кажам, кои ние ги опишуваме. Кај луѓе со светла боја на кожата, значи кои имаат помалку меланин во себе, значи помала заштита на кожата од дејството на сонцето, од надворешното влијание, треба да се води повеќе сметка. Луѓе со светла боја на очите, со голем број на невуси, бидејќи некој што има 50 невуси, 50 бенки, има поголеми шанси да му се јави промена на бенката отколку некој што има 5. Со самото тоа што има повеќе, можноста да се јават некои промени на тие 50 бенки се повеќе отколку кај некој човек што има само 5. Исто така, многу е важно да се води сметка и за генетскиот фактор. Во фамилија кај што имало некој што боледува од меланом или кај што имало некој што е болен од друг тумор, исто така треба да се води сметка повеќе дека такво нешто е. Значи генетиката игра важна улога. Игра важна улога, тоа не значи дека по автоматизам ќе се вади, често пати луѓето доаѓаат некој. Но е ризик фактор. Но е ризик фактор и треба да се следи. Значи не значи ако имал таткото дека ќе има и синот или дека ќе има детето, ако имала мајката, меѓутоа треба да се следи, тоа е она што го советува. Да го вклучиме следниот гледач, се надам беше доволно трпелив. Добро утро или добар ден. Добро утро, поздрав до вас и до гостинот. Поздрав и до вас. Баш ми е драго што доктор Андре Петров гостува и би можела да му поставам прашање, пошто имам проблем со палецот на левата нога. Го третиравме пред тоа, имав црвенило и отоци на палецот. Бев и на педикир и на лекар, се третираше, пие флуконазе, дојде до вадење на ноктот хирушки. Го дадовме на испитување и излезе дека има габична инфекција на ноктот, кандида, и продолживме со третман од пиење флуконазе. Да, и со премачкување, со канастени, одевме и пред тоа и после оперативниот захват. И сега ноктот не расте, уствари расте само од страна, нешто од горе и нешто од десната страна и од левата страна помалце. Не боли како порано што ме болел, значи немам такви проблеми, освен помалце од време на време. Носам широки чевли, широки папучи, сето това, но многу ми смета што ноктот не расте. Дали треба повторно да се оди со оперативен зафат, дали треба да се пие флуконазе или што би требало да се направи, дали би можел докторот да ми помогне со некој совет? Да, мислам дека е најдобро да се поиде на доктор да се направи еднаш препарат, уште еден на габи, и да се види дали има фунгална микотична инфекција, дали се уште постои, дали се уште перзистира. Ако нема, тогаш нема никаква логика да се пие флуконазол понатаму, да се дава антимикотична терапија, особено орална на уста. Локално, ајде, може да се мачка превентивно канестен, екзодерил или некои од тие средства што обичаено се ставаат кај инфекции на ноктот, но повторувам треба да се види дали се работи за микотична инфекција или не се работи. Да ви советувам од старт да го извадите ноктот, ако не ви прави проблеми, ако не враснува во ногата, нема потреба да се подложувате на една интервенција која е едноставна за нас, ама не е баш многу пријатна за пациентот, така да најдобро е да се проба конзервативно на тој начин на кој вие се и самите кажавте дека се однесувате, да се превенира враснување на ноктот, да се превенира микотична инфекција, понекогаш самиот нокт е дистрофичен и вие што и да му правите, тој е таков. Треба повеќе да се одржува него нега да се прави на ноктот, да се внимава на обувките, тоа е она што би го советувала. Ако имате проблем од типот на враснување во ноктот или ако гледате дека почнува тој да ја менува бојата, да се задебелува, да се крши, да станува со оние наслаги под ноктот, тогаш веројатно повторно се работи за некоја микотична фунгална инфекција и треба да се третира. Јас би ги замолила нашите гледачи уште еднаш да ја почитуваат нашата денешна тема и да поставуваат прашања исклучиво во врска со темата, бидејќи верувам дека има голем дел од гледачите кои што сакаат да ги постават своите прашања, чекаат на линија, но не можат да го направат тоа токму од
вакви ситуации каде што поставувате други прашања, односно прашања на друга тема. Ни предстои летниот период, голем дел од женската популација, има и мажи, верувам дека ќе се сложите, посетуваат солариум, токму пред нели да се изложат на сонцето во летниот период. Како солариумот влијае на бенките или на промената нивна и така натака? Солариумот е вештачки извор на ултравиолетови зраци. И заради тоа не е нешто што ние го советуваме како доктори. Кај некои болести, ама тие се строго специфицирани болести, тој може да има позитивно влијание. Во одредени можности, ако може да има и така отсврснувачки ефект на изложувањето на сонце. Меѓутоа, во суштина е ризична работа, особено кај луѓе што имаат светол тен, кај луѓе што имаат голем број на пигментни промени на кожата, особено во земја како што е Македонија со голем број на сончеви денови, каде што солариумот е секаде околу нас. Ме разбирате, сега добро, времето денови не е баш илустрација за тоа, но допрва ќе ни доаѓаат. Меѓутоа во суштина Македонија е земја со голем број на сончеви денови. Можам да го разберам некој што тоа го прави во Норвешка и во Шведска или во Германија. Меѓутоа во Македонија мислам дека треба да се избегнува што е можно повеќе. Веројатно со мене нема да се сложат оние кои од тоа живеат, кои имаат солариуми, меѓутоа од аспект на кожата, од аспект на старењето на кожата, од аспект на здравје воопшто, на појавата и на туморите на кожата, тоа е нешто што треба да се редуцира, да се избегнува колку што може. Се разбира дека животот е баланс помеѓу убавината и здравјето, меѓутоа не треба да се прави нешто што е на штета на здравјето. Ако имаме гледач, да го вклучиме. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Имам едно прашање, сега се извинувам што на друга тема би го поставила, но ме интересира, бидејќи од сите што прашувам ми кажуват различно. Значи, јас сум во 27-ма недела во текот на бременоста, сум РХ негатив, додека сопругот ми е А позитив и сега не знам, некои велат дека треба инекција да примам во 28-ма недела, а некои велат дека треба после породувањето. Добро, јас бидејќи тоа не надвор од мојата област, можам вака да ви кажам, не знам. Значи, нешто може би знам, меѓутоа не знам доволно добро за да ви дадам компетентен одговор. Да ви советувам да се јавите кај некој од колегите што се специјалисти, гинеколози и акушери кои таа работа ја водат и кои ги водат бременностите, за да не импровизирам јас како дерматолог да делам совети што е тоа што треба да се направи во следењето на еден таков тип на бременост. Почесно е да ви кажам дека не знам и дека ви советувам за тоа да се обратите кај вашиот гинеколог. Дали долгото изложување на сонце може да биде причина за појава на карцином на кожа? Докажано е дека долгото изложување на сонце е причина за појава на карцином на кожа. Тоа е докажано заради тоа што особено кумулативната хронична експозиција на сонце, хроничното изложување на сонце е докажано дека има свое влијание кај карциномите на кожа, кај особено базоцелуларниот карцином. Меѓутоа, исто така е докажано и дека акутните изгореници во детството може да влијаат на појава на меланом подоцна во животот. Сега тоа е епизода која сите понекогаш сме ја поминале. Меѓутоа тоа е тоа. Дали што е со оние луѓе кои што имаат, да речеме, екстремно голем број на бенки на своето тело? Како тие да се однесуваат во текот на летниот период во врска со изложувањето под сончеви зраци? Она што треба да се прави е да се штитат од сонце, и да избегнуваат изложување кога е шпицот, кога се најинтензивни сончевите зраци. Исто така е битно да користат заштитен фактор за сонце 50 плюс по можност на почетокот, додека не се кожата навикне на тоа. А кај ризичните популации кои вие ги споменавте во едно од прашањата, советувам да тој постојано се користи како заштитен фактор, да се избегнува сонцето што е можно повеќе. Тоа е она што треба да го следат пациентите, заштита и со капа, со соодветна облека. Тоа е она што би можел да им го препорачам на сите. Би финиширале со еден ваш совет и апел до сите наши гледачи, која е главната превенција од меланомот, како да се заштитиме? Најзначено за да се заштитиме
од нешто што е мултифакторијално, кај што влијаат и гените, меѓутоа влијаат и надвршните фактори. Прво е само прегледот на пациентите, она што на почетокот на емисијата го зборувавме. Секоја работа која ни станува чудна на нашето тело, секоја бенка која гледаме дека крвари, дека се сменува, дека расте, треба да биде подложена на докторски преглед. Првиот кој тоа може да го регистрира, тоа е пациентот или неговото непосредно семејство. Значи, заради тоа треба да се само прави тој само преглед. Жените се многу подисциплинирани во тој дел и многу почесто се јавуваат кај нив во првите стадиуми, во почетните стадиуми, ако се јават овие тумори, многу лесно се излекуваат. Втора работа која би ја советувал се редовни прегледи дермоскопски на доктор, значи редовно да се оди на дерматолог, да се прави еднаш во годината посет на дерматолог, да се прави преглед на сите пигментни пробаи на кожата, на сите бенки. И трета работа за која веќе зборувавме, тоа е заштита од сонце, употреба на заштитни фактори, не правење на ризици дополнителни од типот на изложување, горење, изгореници на сонце кои можат само да ни го искомплицираат животот. Да влошат состојбата. Доктор Петров, ви благодарам за гостувањето во денешното издание од Телма амбулантата. Ви благодарам што ме поканите, ми беше задоволство. Обострано беше задоволството. Се надевам дека советите од нашиот доктор ќе стигнат на вистинското место, а ние апелираме да се грижите за здравјето, не само за своето, се разбере и за здравјето на своите најблиски.